Најдосно до крајот на неделата ќе има нова влада, откако синоќа идниот премиер Христијан Мицкоски ги објави имињата на идните министри. Заменик председател на владата и министер за транспорт ќе биде Александар Николовски. Министер за одбрана ќе биде предложен Владо Мисајловски. Министер за финансии ќе биде Гордана Димитриевска Кочовска. Министер за надворешни работи, предлог за министер за надворешни работи и надворешна трговија ќе биде Тимчо Муцунски. Министер за локална самоуправа ќе биде Златко Пирински. Министер за информатичко општество и дигитална трансформација ќе биде Стефан Андоновски. Министер за спорт ќе биде Борко Риштовски. Предлог за министер за енергетика, рударство и минерални суровини ќе биде Сања Божиновска. Предлог за министер за земјоделие, шумарство и водостопанство ќе биде Цветан Трипуновски. Предлог за министер за култура и туризам ќе биде познатиот актер Зоран Љутков. Министер за внатрешни работи, предлог за министер за внатрешни работи ќе биде Панче Тошковски. Предлог за министер за образование и наука ќе биде предложена професорката Весна Јаневска. Председателот на Социјалистичката партија Љупчо Димовски ќе биде предлог за нов заменик председател на владата, одговорен за политичкиот систем, Иван Стоилковиќ, председателот на Демократската партија на Србите во Македонија, ќе биде исто така предлог за заменик председател на владата и министер кој ќе раководи со ресорот задолжен за односи меѓу заедниците, и Шабан Салију, кој ќе биде министер без ресор задолжен за интеграција и имплементација на декадата на ромите. Ова се 15 предлози плюс председателот на владата. Предлог составот на новата влада е комплетиран и заедно со програмата утре треба да биде доставен во собранието, додека гласањето се очекува да се случи предстојниот викенд. Прашањето кое избива во прв план е што новата влада треба да направи веднаш. Треба да направи све што треба, да покажат пензиите и да намалат сите трошкови што се скапи, да поевтинеат. Тоа е за И да се преживеат први до први. Да. Пензиите треба да се качат. Не само струјата да се прави по цела Македонија струја. Каква струја? Пониска треба нека прават. Треба да направи да подобре се, да покачи плати, да намале струјата. Од новата влада многу очекуваат и од Сојузот на синдикати на Македонија. Се надеваме дека ќе седнеме како економско-социјален совет во кој што учествува и ССМ и ќе најдеме решение за сите заостанати потреби за она што значи подобар стандард, права на работниците и се друго, бидејќи во самата програма новата влада најавуваше дека ќе имаме вакви средби. Меѓу врските кои Мицковски си ги превзема е и линеарното зголемување на пензиите од 5000 денари, но во рок од 1 година. Пензионерите за ово ветување се држат цврсто и го очекуваат. Ние зголемувањето на пензиите го очекуваме веднаш штом се донеси законот за линеарно покачување кој што е како предлог дадено на собранието и на трета или четврта седница веднаш да биде поставено на дневен ред и да биде усвоено за да може после владата по основ на тој закон да ни на нас исплати веднаш, значи на наредниот месец, линеарно покачување на 2 пати. 2500 и уште еднаш дали во септември, октомври или ноември во текот на 24 година. Освен овие основни, очекување има и многу други, а на нив предложените министри треба да одговорат.